Повеќе од сликите, болно осеќавање ми навира сликата во која што мајка ми си го исекла својот лик за да може да ја употреби за лична карта. Веројатно дека било ограничени средствата за да може да слика специјално лична карта. За време, тоа време, кога падна тој затвор, беше тешки години, кризни години беше. И ние, неговата фамилија, помагавме неговата фамилија. Одеше татко ми да му однесе нешто, али претежно јас и брат ме одевме како деца, бидејќи ако одиш се плашевме да некој не види, кажи нешто. И претежно ние децата одевме така, и така ние останавме да живееме неговата фамилија и ние. За време, летното време, кога деца веќе се распуштаа, доаѓа в село тие кај нас во Забрчани и пасене заедно биолите. И за тоа време тие седа кај нас по 2 месеца, 3, ради што немаја дома што да јадат, да се прехранат, седеа кај нас. И така останавме цело време пријатели и ден денеска живееме исто со децата. И така. Него многу тешко живееше. Многу бедно и многу тешко. Јас кој искрен другар со него, го помага фамилијата него. Ние одевне тутун да бериме со коше и наутро, тутун овде во прилеп така на магаре кошеите запнати и ќе одиме во раното на тутун. Предварително ден или два ќе кажам на жена му на Васка, оти Васке, утре ќе чекаш, ќе помине децата мои со магарето, ќе ти остава нешто. И таја вистина така, ќе остае. Има еден пријател од село Воденичар Брашнар. Тој ни даваше брашно. И јас и помагав така што за тоа време. Јас, кога беше Методија затвор за тие 9 години, побарав да појдам како мој другар искрен да едно свиждање да видам во Скопје. И не ми дадоа свиждање никако. Приступ кај него нема. Не се. На основу тоа, како беше, разбира, тој си дојде во времето и јас западнат многу слаб и заоболен човек. Фамилијава негова дома страдаше. И го зеде инженеро што ја градеше градската кафана, го зеде да работи кај него. И работеше кај него долго време. Вака кој ќе поминеше некој, сите го сакаа да се поздрава и да направам обед, и тој велеше не затоа што го следа. Кои се негои пријатели, го следа удба, го следеше за тоа време. И никој не смеја кај него да се додера. И јас многу пати ќе застанеме тука, ќе правиме муабет. Дури беше топлото време, надвор работеше, после влезе да работи во подрумо долу. Кога работеше во подрумо, јас го опомене Методија, немој зимно време сега на циментова нова пара здравието да го изгубиш, бидејќи си вака опадно. Тој рече што да правам. И така за едно известно време Методија се поболи одма. Кога се поболи, јас го посетувам набрго дома. Оде. И еден ден
купив едно грозје и излезе, севте во прилеп ситно бело грозје тогај, купив едно кило грозје, отидов, лежи вака ја поткрена глата и ме поздрави, се расплака, рече Методија, да каснам, рече 2-3 зрна, од ова ми е последно грозје во живота за каснување. Кога си дојде татко ми во затвор, по една година замина во војска, во Фоча. На 10 месеци ослужење во војска, брат ми најстари Уилијам ми испрати едно писмо, во писмото пишуваше дека татко ми е болен, но не ми образложи од каква болест е болен. По известно време добив друго писмо, во кое писмо пишуваше дека татко ми е болен од рак. Тогаш јас кога го прочитав тоа писмо, да ви кажам право, многу ми падна тешко, затоа што таа болест беше неизлечива. И од таа болест никој не куртулуваше нити татко ми. Јас собрав сили тоаш да појдам до мојот претпоставен и да го прашам дали можам да си дојдам на отсуство. Тој се сожали на сето на што му кажав и ме прати да си дојдам дома. Кога си дојдов дома, влегов во собата кај што лежеше татко ми, го погледнав, само тој не беше мој татко што јас го познав, беше сио, кожа и коски. Мене ми падна жал, дојдов до него и му реков, татко, јас дојдов. Тој ги отвори очите, рече, ти си Ладе ја. Потоа ги затвори, мене ми се наполни очите со солзи, не можев да издржам и излегов од тука. По неколку сати татко ми почина. Методија Андонов умира на 24 јули 1957 година. Родниот Прилеп достојно се проштева од својот ценет сограѓани. И покрај забраната и стравот од последици, на последното испраќање доаѓа многу народ. Првиот председател по толкуте општонародни барања и по половина век не дочека да доживее втор процес за да се симната на темите од неговото лице, но и да се дознаат неговите екзекутори. Сепак беше рехабилитиран. Но колку и како? Исправена ли е барем половина век долгата неправда? Ликот на Ченто останува да живее во паметењето на генерациите, останува да живее во историјата за навека.